погребно дрво, поскапи пелети, цени на метар квадратен како на Менхетен. Но дел од товарот на кризата понесоа и компаниите кои плаќаат 4-кратно поскапа струја, поскапи репроматеријали, а им недостасуваше и помош и поддршка од државата. Затоа има ли надеж за подобра економска 2023 во тема на денот, вечерва анализираме со Трајан Ангеловски, прв човек на Сојузот на стопански комори. Добро вечер и добро дојдовте во Дневникот. Добро вечер. Има ли надеж? Секогаш постои надеж и се разбира. Оптимизмот секогаш е присутен, особено во бизнис секторот. Ние дефинитивно по дефиниција сме оптимистички настроена категорија и секогаш се трудиме со голема доза на оптимизам да гледаме на следниот временски период. Меѓутоа, сметаме дека мора да се случат одредени промени, се со цел да очекуваме попозитивни резултати во следниот временски период. Кои се тие промени кои што бизнисот ги очекува и кои би биле клучот за една економски полесна, поуспешна, попросперитетна година да имаме пред нас? Па пред се треба да гледаме кон минатиот временски период, сите оние грешки и сите оние неповолни ситуации кои ни се случиле, да направиме квалитетна анализа, да видиме каде сме можеле подобро да реагираме, каде сме можеле да направиме подобрување на таа ситуација и генерално во следниот временски период сите оние грешки да бидат поправени и кризите да ги пресретнуваме, а не да делуваме со закаснето дејство или во најакутната фаза кога некогаш можда и тие делувања и немаат некој особен ефект. Толку значителен ефект. Добро, по моја главен предизвик беше енергетската криза. Ке ми кажете дали тоа беше единствен и дали беше најголем предизвик со кој што се соочи бизнисот изминатата година, но владата пред крајот или во декември се обиде голем дел од компаниите од прехранбениот сектор да им овозможи да добијат струја на регулираниот пазар, а со тоа или да придонесе кон тоа и овие компании да ги намалат цените на производите кои што ги обезбедуваат за пазарот. Колку овој чекор беше добар, беше ли навреме донесен и помогна ли сето тоа во справувањето со кризата? Па генерално овој чекор ние го поздравивме и прилично активно бевме вклучени во неговото донесување и сметаме дека беше позитивен чекор кон обезбедување на одредена ценовна стабилност, особено на прехранбените производи. Меѓутоа, како што претходно веќе кажавме, значи секогаш сметаме дека во самото појавување на кризата првенствено треба да се делува со одредени мерки, се со цел да се пресретне таа криза. Пикот на енергетската криза беше во текот на летото, кога се случија да сметките на струја, особено на оние компании на слободниот пазар, изнесува од 4, 6, кај некои до 8 пати зголемување на цените. Врзано со количините, тоа беа сметки за струја кои никогаш претходно ни една компанија од тој тип во Македонија не ги добила. Така да навистина беше енергетската криза една од најсложените ситуации кои се случиле во последниве години во македонската економија и навистина бара големи реформи во следниот временски период. Мора да се продолжи да одредени работи се постават на колосек како што целиот развиен свет функционира и се труди да го реформира тој дел од енергетскиот сектор. Исто така и ние мораме да одиме во таа енергетска транзиција, меѓутоа многу побрзо, многу поефективно и многу поквалитетно да го завршиме. Добро, го прават ли тоа компаниите? Почнуваат ли да се ориентираат кон обновливи извори на енергија како алтернатива или на она што се случува на светските пазари? Сепак струјата не поскапе само за Македонија. Компаниите на слободниот пазар веќе го прават тоа. Тоа го потврди и премиерот пред Нова година со објавување на една официјална бројка од 140 мегавати инсталирани и пуштени во работа само во последнава 2022 година, што вака за пошироките народни маси можеме да го објасниме со една помала хидроелектрана од типот на можда половина Света Петка или од тој обем и така натаму, што навистина е една импозантна цифра. Меѓутоа, треба да се работи и на овој дел од регулираниот пазар и таму цените не се
така поволни како што одредени владини функционери се обидуваат да ги представат дека тие се прилично субвенционирани. Во одредени моменти на берзите цената се симнува и под тие регулирани цени, значи и таму постои простор за реформи и дефинитивно имаме две опции. Или ќе одиме кон енергетска транзиција, се со цел да спречиме банкрот на нашава држава, или ако не го направиме тоа, гледате овие денови што не се случува со загадувањето и на воздухот и така натаму и сите овие елементи, дефинитивно цела Европа и цел свет оди кон декарбонизација. Обновливите извори мора да станат еден од доминантните енергетски извори во следниот временски период и тука нема алтернатива. Сега со новите цени на струјата од 1 јануари има дополнително намалување на цената која што ја плаќаат оние компании помали кои што се на регулираниот пазар, дури 20% е тоа намалување, што верувам дека е значително, но граѓаните како да чекаат, и во декември имаше најави, еве и јануари тече, а се уште нема никои драстични намалување во цените на производите кои ги добиваат од компаниите. Зошто според вас се случува ова? Зошто не се почувствува побрз ефект? Ако струјата беше клучниот проблем и клучната причина поради која производите поскапеа, зошто сега кога добиваат поевтина струја и производите не се драматично поевтини? Во однос на тука постојат неколку класи, чисто да бидеме малку појасни. Во однос на компаниите од прехранбениот сектор, тука електричната енергија изнесува околу 80 евра по мегават час и навистина е таа прилично поволна цена на електрична енергија. И веднаш кај најголем дел од компаниите, ние како Стопанска комора, вклучително и кај нашите членки, имаме забележано намалување на цените на нивните производи. Во однос на другите компании зависи од типот на компании, од спецификата на нивното работење и така натаму. Точно е дека регулаторната комисија изврши одредено намалување на регулираниот пазар на оние компании кои беа. Меѓутоа, сепак сметаме дека и таа цена на електрична енергија во однос на цената добиена од обновливи извори на електрична енергија, обновливи извори за добивање на електрична енергија е сепак повисока. Од обновливи извори, доколку го анализирате целиот производствен циклус од 25 години, 40 евра веќе мегават час. Во моментов таа намалена електрична енергија според регулаторната комисија чини негде околу 170-180, значи компаниите треба да се мотивирани, вклучително и овие на регулираниот пазар, да инвестираат во обновливи извори и тоа е константно наше барање. Тука дефинитивно регулираниот пазар е се уште заклучено поле каде што не се дозволува да се инвестира во обновливи извори затоа што не се откупуваат вишоците на електрична енергија и тука државата мора да свати дека ако целиот развиен свет оди кон обновливите извори, дефинитивно мора да се либерализира пазарот на електрична енергија и на енергенти. Едноставно ли е сега да се направи тоа, во смисла едноставна ли е целата процедура за една компанија да постави фотоволтаици, да се преориентира кон овие обновливи извори? Не е воопшто едноставно, меѓутоа алтернатива не постои. А инаку не е едноставно нити по бројот на документи, само во регулаторната комисија ви требаат 24, вкупно мислам дека се околу 80-тина во сите оние институции. Еден добар дел од тие документи се треба да ги извадите во една институција, да ги однесете во друга, значи... Барате ли како Сојуз на стопански комори да се поедностават овие процедури и за компаниите, меѓутоа и за граѓаните, бидејќи тие се соочуваат со тој предизвик? Па граѓаните дефинитивно се во прилично неповолна ситуација, затоа што таму има 4 класи на потрошувачи. Највисоката класа на потрошувачи во овој момент плаќа исклучително висока цена на електрична енергија, така да дефинитивно треба да им се дозволи на домакинствата да инвестираат во обновливи извори и мислам дека е тоа целокупен спас и на македонската економија и на буџетот на оваа држава, затоа што мислам дека повеќе простор за инвестирање, субвенции
на било кое енергетско предпријатие, вклучително и тоа е да е државно, не постои нити во македонскиот буџет, нити во македонските финансии. Кога се презентираше буџетот за 2023, беше најавено дека ќе биде година на одредени даночни реформи. Дел од она што беше најавено владата ретарираше, меѓутоа дел од проектите остануваат и за дебата, меѓутоа остануваат и најавени дека ќе се спроведат оваа година. Јасно ли вие како бизнес имавте ли консултации, знаете ли што точно ќе се случува кога станува збор за даночната политика на владата? Ни беше презентиран предлог концептот на даночната реформа. Малку бевме збунети од еден дел, како што беше објаснето, 70% од предлогот нема да влези во финалната фаза. Тоа не збуни затоа што очекувавме дека ако нешто се презентира, да тој што го презентирал стои позади неговиот предлог. Меѓутоа не изненадува еден друг факт. Гледаме дека поимот рационализација во Министерството за финансии некако не е поим кој често се употребува во актуелното работење, а кога станува збор за даночната реформа, од реформа има реформа само во еден дел, во создавањето на нови даноци. А реформа во однос на трошењата и намалувањето на комфорот на одредени државни институции, тука не гледаме адекватна реакција и пропорционалност со воведувањето на нови даноци. Така да, еден добар дел од даноците сметаме дека се неоправдани, дека треба да ги покријат на некој начин трошењата кои одредени државни институции неоправдано ги направиле, и сега се објаснува дека треба да постои солидарност. Солидарност со кого? Со оние институции што неефективно ги планираат своите буџети, или некој не платил струја 3 години и некој треба да креира нов данок за да ја покрие овие 3 години неплаќање електрична енергија. Мислам дека пресериозни сме за да прифатиме вакви објаснувања и дефинитивно мора длабински да се извршат реформи во целокупниот систем на финансии во Републиката и многу работи да се креираат на многу поразличен начин. Еден од даноците кои треба да покаже солидарност според владата е данокот на екстра профит, најава која што создаде различни реакции во јавноста. Од една страна ќе слушнете, нели, ако некој заработувал во време на криза екстремно многу пари, тој треба и да врати во државата, да се солидаризира, нели, со оние кои што се во потешка финансиска економска состојба, но од друга страна, нели, критичарите пак велат дека оној кој што плаќал сега треба да плаќа уште повеќе и овој данок кој што еднократно ќе се плати нема да реши ништо. Што смета Сојузот на стопански комори? Дали е фер фирмите, сепак оние кои што направиле многу пари во време на криза, да платат дополнителен данок? Кои се тие сектори кои создадоа екстра профит? Ајде на малку подруг начин да ги анализираме. Дали можда во тие сектори каде што е создаден тој екстра данок треба да се спроведе одредена реформа за да и во следните години не се создава екстра данок, екстра профит. Дали ако некоја компанија работела десетина години, инвестирала во одреден процес и еве 11-тата сосем случајно создала одреден надпросечен профит според оние нормативи што ги поставило Министерството, и сега ќе одиме со 1/3 данок од добивката. Тој од прилика, народски кажано, точно оној дел кој треба таа компанија да го потроши за евентуално идно инвестирање, ќе му го одземеме за да го ставиме во евентуално одреден буџет кој ќе ни служи за покривање на одредени нефункционални целини од државниот систем. Мислам дека три земји го имаат воведено во Европа или се во линија на воведување. Велика Британија, Италија и Хрватска. Мислам дека Македонија воопшто по многу основи не припаѓа во ова друштво. Така да мислам дека овој данок е сувишен, создава навистина една правна несигурност, праќа многу лош сигнал, или народски кажано, тоа би звучело: немојте да бидете успешни, ќе ве казниме со данок на екстра профит. Ние треба да ги наградиме тие кои созделе надпросечни позитивни резултати.
Не треба да ги казнуваме. Не сме таква земја. Ние сме на дното на европската економска мапа. Македонија не може да се пофали со ниеден економски параметар позитивен во моментов. Немаме на вистина ништо позитивно нити по стапките на раст, нити по GDP по глава на жител и така натаму, нити по платите, константно иселувањето по многу параметри и така натаму. Мислам дека треба повеќе да се сконцентрираме на рационализацијата, реформите на сите овие јавни предпријатии и институции кои создаваат дубиози со години и дефинитивно да отвориме една посветла перспектива за едните генерации. Трајан Ангеловски, ви благодарам за оваа анализа на економски план на минатата и на годината која што доаѓа и препораките кои ги дадовте.